Првиот полицаец се премисли. Поставувањето на крстот на попова шапка не било екстремизам. Екстремизам биле иницијативите за уривање на верски обележја и иницијативите за нивна одбрана. Не, јас не кажав дека било кој што гради верски објекти е екстремист. Него оној кој што се поигрува со верските објекти е екстремист. Оние кои што најавуваат дека тој објект ќе биде срушен, или оние пак кои што најавуваат дека по секоја цена ќе одат и ќе превземаат мерки и активности за одбрана вон од институциите, тоа се екстремисти. Ако нешто не краси во оваа наша убава Македонија, тоа е нашиот мултиетнички колорит. Ова е сосема спротивно од она што го кажа пред неколку дена на традиционалниот брифинг со новинарите кој беше без камери. Запрашан за став околу последните случувања и одлуката за уривање на крстот, министерот рече дека е политички фолклор. Тој направи споредба и со ситуацијата во 2015 година и подигнувањето на крстот во бутел. Тоа е фолклор кој што не враќа во 2015 година, кога јас станав министер. Немајки што да прават во тој момент. Ќе прават крст во бутел. Зошто? За да ти кажат, ајде да те видиме сега како ќе се справиш и што ќе правиме со крстот. Ова е истата ситуација. Кога зборувам за екстремистички групи, и тоа се екстремисти кои што сакаат на еден или на друг начин да предизвикаат меѓуетнички конфликти и тензии, тој политички фолклор ќе се засилува сега како се наближуваат изборите. Ќе се засилува и ќе играат на карта на национализам, нарушење на вредности. Предходно општина Тетово донесе решение за уривање на крстот во дворот на манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски чудотворец на попова шапка. А во петокот имаше и протест за негово уривање на кој имаше многу мала посетеност. После ова Тетовско-гостиварската епархија на Македонската православна црква Охридска архиепископија поднесе жалба поради решението на општинскиот градежен инспектор за уривање на крстот. Кон средината на ноември Дуи жестоко се крена против обележје на христијаните кои живеат во Тетово. Ваквата реторика на Дуи, која дојде на неколку месеци пред избори, го урива концептот едно општество за сите, кој што интегративците се обидуваат да го промовираат цело време. Политичките препукувања продолжија, па и Беса реагираше дека им смета крстот за кој ценат дека е политичка провокација.